Вице-премиере, денеска Брисел го испорача извештајот. Втор позитивен извештај со препорака за почнување преговори. Претходеа разни шпекулации во јавноста, секој го толкуваше од своја страна. Можеме ли да бидеме задоволни? Па секако, јас најнапред би сакал да им честитам на сите граѓани, уште еден голем успех на Република Македонија, уште еден голем успех за европеизацијата на нашата држава. Тоа е вториот поред, последователен, позитивен извештај и повторување на препораката за почеток на преговорите, што минатата година за прв пат ни даде Европската комисија. Тоа е најдоброто признание за Република Македонија, дека продолжуваме со реформите, дека Република Македонија е еден чекор поблиску до полноправното членство во Европската унија, односно на едно повисоко ниво на исполнетост на сите критериуми за разлика од минатата година. Клучно за нас е што Европската комисија и оваа година констатираше дека Република Македонија продолжила да се движи напред кон целосно исполнување на критериумите за членство и дека Република Македонија повеќе не се враќа назад, туку продолжила да чекори кон натамошна европеизација и во делот на политичките критериуми, и во делот на економските критериуми, како и во делот на хармонизацијата на македонското законодавство со европското. Ние сме задоволни што Европската комисија испорача еден позитивен извештај каде што сиот оној напредок што беше направен во изминатата година е представен, дека во сите поглавја за Република Македонија е констатирано напредок, дека во сите оние области во кои што ние како влада и останатите државни институции вложувавме максимални напори да се подобрат состојбите, сето тоа се наоѓа во овогодишниот извештај што несомнено представува уште еден повторен успех за Република Македонија и за европската агенда на Република Македонија. Пофалби за реформите во економијата и покрај големата стапка на невработеност, да се удвојат напорите во областите судство, јавна администрација, потоа медиумската сфера. Секако дека има области каде што Република Македонија треба да вложи дополнителни напори, како што ние повеќе пати сме напоменале претходно, како држава ние ќе добиваме извештаи се додека станеме полноправна членка и во текот на преговорите, и во сите извештаи ќе има препораки кои се оние области каде што треба да се фокусираат напорите во годината што е пред нас. Имено постојат области како што и вие споменавте, на пример во судството или во натамошната модернизација на јавната администрација, каде што ние како влада се фокусираме на тамошен напредок и признаваме дека се уште има области каде што состојбите треба да се подобрат. Нема совршени области, нема совршено судство или администрација, туку има уште делови каде што треба да се работи. Она што е клучно е дека и во овие области е констатирано дека има напредок за разлика од состојбата што била минатата година. Успехот што го постигнавме минатата година сега е надограден и во овие области, иако можеби е нотиран помал напредок во однос на останатите поглавја, секако дека има констатирано дека државата продолжила да чекори напред и тоа е најголемото признание и валоризација на се она што го правевме во изминатата година, за разлика од многуте шпекулации кои што имавме можност да ги слушнеме во текот на целата година, дека ќе добиеме негативен извештај, дека препораката ќе биде повлечена и така натаму. Европската комисија е најдобриот судија дали во Република Македонија имало реформи, дали ние сме продолжили да чекориме напред. Задоволни сме што денеска Европската комисија конечно ги потврди сите оние работи што ние ги говоревме и го потврди напредокот што е направен во изминатата година. Сега ни предстои декемврискиот состанок на Советот на министрите на ЕУ. Ќе се држи ли Советот овој пат? Ќе собере ли храброст да се држи до препораките од Европската комисија и ќе одреди датум за почеток на преговори или ќе го повтори минатогодишното сценарио? Па, Европската комисија го цени оно што е дел од належностите на државата кандидат, во случајов Република Македонија. Ние како држава ќе продолжиме со уште позасилено темпо да ги реализираме реформските агенди, односно да продолжиме да доближуваме Република Македонија до целосно исполнување на критериумите за членство. Како што се покажа минатата година, ниту едно вето, ниту една блокада не може да ги запре реформите што ние ги спроведуваме и ниту една блокада од било која држава членка на Европската Унија не може да не запрева нашиот напор за приближување на Македонија до највисоките европски стандарди. Останува да видиме како ќе одлучат државите членки на Европската Унија во рамките на Советот. Секако дека ние признаваме дека постои едно отворено прашање кое што представува една пречка, тоа е нерешениот долгогодишен спор за разликите околу името што е наметнат од страна на нашите јужни соседи и на тоа поле ние ќе продолжиме во рамките на Обединетите нации да ги представуваме нашите позиции и се надеваме дека со добра волја од двете страни може да се постигне напредок во догледно време. Сега како натаму, на што ќе се фокусираме во наредниот период, што по извештајот?
Па како што и минатата година ние веднаш по објавувањето на минатогодишниот извештај започнавме со подготовки за елиминација на сите оние области каде што е потребен дополнителен напредок, така и оваа година ние веќе уште денес започнавме со анализа на сите наоди во извештајот на Европската комисија, ги анализираме и деловите каде што има и поголем напредок и оному каде што иако е помал сепак има констатирано напредок, нема констатирано во ниту една област дека има назадување. Започнавме со анализата и во догледно време се очекува и да се до тоа да го преточиме во планот за усвојување на законодавството за наредната година, што сега ќе представува и можност Република Македонија, сите институции во Република Македонија да започнат со реализација на програмата за наредната година и со нетрпение ќе го очекуваме извештајот за 2011 година и доколку секако Република Македонија вложи доволно напори, немаме сомнение дека напредокот повторно ќе биде констатиран и наредната година. Јас би сакал оваа прилика да им се заблагодарам и на сите државни институции кои што учествува во реализација на сите активности, на сите институции и од владата, меѓутоа и во собранието, на политичките партии и секако најголемата заслуга и овој пат, како и минатата година, е за граѓаните на Република Македонија, кои што со својата поддршка на реформската агенда на владата на Република Македонија всушности се најзаслужни за овој успех на Република Македонија. Уште еден голем успех после минатата година, позитивниот извештај и визната либерализација. Веќе денес сме сведоци на уште еден успешен позитивен извештај за Република Македонија, што го констатира позитивниот тренд и напредокот што ние како држава го постигнуваме на нашиот пат кон полноправното членство. Благодарам за гостувањето во Дневникот на Македонската.